Ке се повикам на членот 88 став 4, само едно мало појаснување. Целата дискусија која што имавме денеска, односно материјалниот основ на дискусијата е барањето пратено од Сојузот на синдикати на Македонија. Слушнав различни обвинувања дека бил предлог на една на друга политичка партија и тоа не е вистина. И се чувствувам како повикан да ви објаснам дека еве вакво барање денеска пристигна до собранието со број 2645/3. Тука има и архивски печат од собранието, има и архивски печат од Сојузот на синдикати на Македонија. Испратени се две вакви барања, едното до координаторите на сите пратенички групи и до председателот на собранието, едното до мене како председател на комисијава, а пред да почнеме, односно од кога беше паузата до оваа дискусија, од службите го поделија на секој пратеник кој што е член за да го види барањето. Што значи дека и во јавноста претходните 2-3 недели синдикатите изричито повикуваа, односно укажаа дека ќе поднесат амандман во предлог на буџетот и бараа поддршка од парламентарните групи, од сите пратеници во собранието. Ние одлучивме како пратеничка група да го поддржиме овој амандман, да се подпишеме затоа што така укажува деловникот и да го поднесеме. Исто така, уште една политичка партија изрази подготвеност да го поддржи амандманот, но до моментот на поддржување, односно на поднесување на рокот за поднесување на амандманите не го стори тоа. Текстот на амандманот не беше усогласен или напишан од нас, туку ни го донесоа синдикатите. Во тој синдикат, односно дотичниот кој што пишува тука, Сојуз на синдикати на Македонија, во рамките на тој синдикат има и економски сектор. Луѓето таму, согласно нивните проценки, го изработиле овој амандман и го дадоа или го понудија на целокупната политичка јавност и веќе беше стварна одлука кој ќе го поддржи амандман или кој нема да го поддржи. Затоа не знам кога ќе заврши дискусијата, се надевам дека ќе заврши со овие процедурални забелешки. Во иднина кога разговараме за амандмани со кој што во образложението предлагачите ќе прочитаат писмо од некого кој што јас го прочитав кога го образлагав амандманот, да ги почитуваме тие кои што го напишале тоа писмо или кои што го составиле амандманот. Затоа што не е во ред. Ние можеме тука и ќе се препукуваме уште 6 или 7 денови, не е тоа никаков проблем. Односно, разликите во аргументите се сосема јасни помеѓу нас. Но ако некој поднел амандман и ние ако кажуваме дека да сме се подпишале и сме го поднеле, да ги почитуваме луѓето заради тоа што на тој начин не градиме поинаква репутација за собранието. Ви благодарам.